Значи, временскиот период на триењето, месхот по мествите, за патникот колку е? 72 часа. А тие се колку? 3 дена заедно со ноќите. А за непатникот колку е? 24 сата. Заврши овој временски период, ти немаш мес веќе. Немаш мес. Месхот се расипит. После дали се расипит абдесот или не, ќе земеме по натаму. Сега кога ќе објасниме за работи кои го расипуваат на месхот. И ќе кажеме почетокот на време траењето на месхот. Кога е? Ова рековме 24 сата, така? Е сега, кога се рачунуваат овие 24 сата? Од кога ќе го расипвиме абдесот? Без разлика дали земаме сега абдес или покасно. Ќе кажеме сега мнозинството на учењаците што велат и што велат другите. Кога се сметат или кога почви време траењето на месот? Овде имат различни мислења на учењаците. Што велат мнозинството од ханефиите, шафиите и хамбелиите, вели дека почетокот на време траењето на месот почнува по губењето на абдесот. По губењето на абдесот. Значи ти земаше абдес сега. И ги облече чорапите. Сега само што губиш абдес, тие велет од сега ти почве 24 сата. Ако не си патник. Од сега. Не од кога ќе земиш абдес па потоа ќе земиш мес. Значи ова е мислењето на кого? Мнозинството на ханефиите, шафиите и хамбелиите. Тие велет без разлика. Земаш ти тогаш абдес одма или го закасниш абдесот до времето на другиот намаз. Тебе 24 сата ти се почнати од сега. Само што губиш абдес, почнеш да броиш. Од тој сат, од тоја секунда, од тој минут, веле ти веќе имаш почнато сега со време траењето на месот. Но најисправното мислење е дека кога почвит, најисправното мислење веле дека време траењето почвит од кога човекот ќе го изгуби абдесот, па потоа ќе земат абдес и ќе земит месх, од тој месх тогаш почвит велит време траењето на месот, триење на чорапи. Што значи тоа? Како например, да го има спомнато овде еден пример. Например, ти земаш абдес за саба намаз, ги миеш нозете, ги облеквиш чорапите. После еден сат, по изгреј сонце ти го изгуби абдесот. Според мнозинството тогаш почвеше. Според најисправното немат почнато уште време траењето на месот за тебе. Идет време на полден. Земаш абдес, чорапите ги имаш облечено од сабајде. Е сега триеш на чорапи, од тој момент почнува за тебе време траењето на месот. Значи од полден, абдесот за полден што го зеде, не абдесот за саба. Абдесот за полден што го зеде мес, почвиш да броиш 24 сата, ако не си патник. Ако си патник, од тогаш 72 часа. Јасно? До овде? Е сега, што сакав да кажам, работи кои го расипуваат триењето. Првото нешто, све што го обврзува гуслот. Све што го обврзува, го прави обавеза о гуслот. Например, како џонублокот, интимниот однос со жената, без разлика дали со жената или пак човекот сам, или од спиење. Од тогаш веќе месхот се расипит. Не смеш веќе да земиш мес. Или пак месечниот циклус, или поспородилниот циклус кај жените. Од кај ќе роде дете, после крвот, што тече од жената, од материцата, веќе таја не смет повеќе да земит месхот моја расипан.
Добро, втората работа велите ако се открие нешто од пропишаниот дел од ногата, која е обавеза да се покрие, тогаш месхот се расипува. Јасно? Довде? Не ти е јасно? Например, ти облеквиш чорапи. Земеш абдес и ги облеквиш чорапите. Па потоа ти се открие, го расипиш абдесот прво. Го расипиш абдес, земаш месо сега. По втор пат. И сега ти се открие нешто, од пропишаниот дел од ногата. Сега, било тоа едната нога или двете нозе, тебе веќе месхот ти е расипан. Јасно? Абдесот не, ама месхот ти е расипан. Кога ќе земиш другиот абдес, ти веќе треба да ги миеш нозете од почеток. Го свативте примерот или не? Го свативте сите, ве прашам, зашто после да не речите не праша оџата и да грешите. Земаш абдес, облеквиш чорапи, го расипвиш абдесот. Земиш нов абдес, земиш мес сега. Не ги, затоа што имаш земано абдес, ги имаш миено, еднош ги имаш облечено чорапите чист со абдес. Сега го расипвиш пак абдесот. Помалу време ти се откриет нешто од пропишаниот дел од ногата што обавеза да се покрие. Сега веќе месхот е расипан, абдесот го имаш, зашто не го имаш расипано абдесот ти. Месхот ти се имат расипано само. Јасно довде? Сега ако ќе земиш нов абдес потоа, што ќе правиш? Ќе ги миеш нозете од почеток. Затоа што месхот е расипан. Јасно, Асан? Што велиш ти? Зашто ти си онај после што ќе прашиш покасно. Јасно е довде? Кој не му е јасно да му објаснам на друг начин? Зборовите бе јасно, сите јасно. На школа видени сте вие или не сте видени? Јасно. Па добро, чим е јасно ќе видиме после кога ќе ве прашам. Ако се соблечат мествите, тогаш месхот се расипува. Ако се соблечат мествите, тогаш месхот се расипува. Како се соблечат мествите? Оно што кажавме. Не од кога имаш абдес, го имаш расипано еднош абдесот, па потоа имаш земано мес и после ги соблечиш мествите. Вели месхот се расипува. И ова исто се однесува и вели кон соблекување на едната мества, како што сметат мнозинството на учењаци. Било тоа едната нога само или двете нозе, месхот ти се расипе. Но ова меселе навистина има подетално објаснување. Сега ќе ви кажам еден пример. Слушајте убаво. Земал абдес за саба. Потоа ги облекол мествите или чорапите. И така тој остан вид чист, не го расипвит абдесот. Потоа, после едно време му текит малку да се освежит него и ги истајт чорапите. Ги соблечет мествите или чорапите, ама абдесот не го имат расипано, пазите, уште од почеток кога ги облече, немат расипано абдес. Чорапите ги облече, после ги истај пак. Уште тој е, што? Со кој абдес? Со првиот абдес, што ги миеше нозете. Сега, ако тој ги соблече чорапите или мествите, месот му се расипит или не? Не се расипит месот. Зашто не го имат расипано еднош абдесот па да земи нов со месо. Јасно? Ова е првата форма. Првата форма, ако тој земат абдес за саба и потоа остан вид чист. Остан вид чист со првиот абдес. Имат облечено чорапите. После едно време му текви да ги соблечит чорапите или мествите. Тој уште имат абдес. Од првиот абдес. Потоа пак ги облекви чорапите, така, и си кланјат намаз. Тој истиот уште е со првиот абдес. Значи месот потоа ако ќе земит, мој да земит месот. Кога го расипвит абдесот. Јасно? Зашто месот е интересантно, но тој става да се мисли, да ја употребиш главата. Добро, ако се било како, после ако не ви е јасно, ќе прашвите пак. Вториот пример. Човек земал абдес и облекол чорапи. Па потоа
после едно време го расипфит абдесот. Потоа земал абдес нов, триел на чорапи, па потоа, додека е тој уште со абдес, го расипфит, што? Абдесот. Го расипфит абдесот. Е сега, месхот му е валиден него или не? Ги истават сега чорапите, додека имат абдес уште со месхот, повториот абдес. И ги истават чорапите. Сега месхот му се расипфит или не? Му се расипфит месхот. Сега тој абдесот не му се расипфит, ама месхот му е расипан. Кога ќе земит нов абдес, сега му вериме не. Сега немој да мислиш уште ти месх треба да не, сега треба да ги миеш нозето од почеток. Зашто? Затоа што ти овде иде сега, ти да ги имаш облечено чорапите во безабдесна состојба. Да ги миеш нозето. Јасно? Значи во ред сме до овде. Третиот пример, да бидеме јасни, памтете ги добро. Земат абдес, ги облеквит, што? Чорапите, мествите, ги облеквит, потоа го обновит абдесот и земит мес на чорапи. Сега земит мес, не го имат расипано абдесот, туку земит мес. И потоа ги соблече чорапите. Но бил уште чист со абдес. Бил уште чист со абдес од првото миење на нозете. Кој е прописот за овој? Месхот му е валиден или не му е валиден? Месхот му е валиден. Нормално има некои учењаците верат дека месхот не му е валиден, но му е валиден затоа што тој уште е чист од првиот абдес. Значи уште е со абдесот што ги имат миено нозете. Не триел на чорапи да го расипит, па потоа да земит нов абдес. Добро, јасно до овде? Сега едно меселе друго, и нема да ја заморам многу уште ова. Ако заврши временскиот период, ние кажаме дека е услов од условите на месот да е во времето што е определено од шеријатот. Ако заврши временскиот период на месот, дали абдесот се расипува? Сега не месхот е нешто друго. Месхот е триење на чорапи. Тоа може да се расипвит месхот, а да останвит абдесот. Уште можеш да клањаш. Се додека да го расипиш абдесот. Сега, завршит временскиот период 24 сата или 72 часа. Со тоа, дали се расипвит абдесот или не? Шо, противно моите на мнозинството на учењаците така лесно, не да. Што рече, што ви имам кажам, асхабите што веле? Омер колку собереше од асхабите за едно меселе? На 30 од асхабите ги собереше, 50 ги седвеше за едно меселе да велет халал или харам. Мнозинството на учењаците веле дека се расипвит абдесот. Затоа што сега нозете ниту веќе се сметат за миени со вода, ниту пак имаат нешто облечени што се зема во обзир во шеријатскиот пропис. Значи тоа има чорапи облечени, ама веќе завршено е времето и не се земат веќе за обзир месхот негов. И затоа мнозинството велит му се расипфит абдесот. Иако тој уште имал абдес. Сега 24 сата, готово велет, абдесот му се расипфит и веќе треба да земе нов абдес ако сакат да клањат, иако имаше абдес. Другото мислење веле дека абдесот не се расипува и намазот му е валиден. Затоа што тие верат, оние работи што го расипват на абдесот се дојдени со текст од пратеникот салаллаху алейхи ва селем и во ниту еден хадис нема дојдено дека ако поминвит време траењето на месхот се расипвит абдесот. Се расипвит месхот, да, ама абдесот дали се расипвит нема дојдено ни еден веродостоен хадис од пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Но
што велиме ние овде? Најисправното е човекот да внимава во ова меселе и да го зема она што е посигурно за него. А тоа е мислењето на кого? На мнозинството на учењаците, затоа што е овде во предвид намазот. Ти ќе клањаш намаз и мојот намазот да не ти е валиден и верникот треба да го земи тоа што е посигурно за да му биде намазот валиден и исправен. Но ако гледате некој дека постапи така, немојте да му велите да запните дека ти немаш абдес. Јасно? Ова затоа се учат за да не му велиш на некој друг, ако постапи тој на друг начин, на друго мислење на учењаците, немојте да правите фитни за овие месели, како на пример што кажавам дека ханефиите, мнозинството на ханефиите, шафиите веле дека време траењето кога почвит, од кога го губиш абдесот одма. Земал ти абдес, не земаш, 24 сата од тогаш ти се брои. Ако некој така постапи, немој да му велиш ти си погрешен. Затоа што имат мислење јако и кај учењаците и кај ними во мезхебот. Сега едно меселе што е последното. Дали е дозволено да се трие над прозирни чорапи или чорапи што се гледа кожата? Дали е дозволено или не е дозволено? Што велат учењаците од исламска култура овде? Прозирни чорапи. Пази. Од условите што рековме? Да се покрие пропишаниот дел. Прозирни што се гледат кожата. Сега овде се покриет пропишаниот дел или не се покриет? Не се покриет. Затоа што се гледат кожата. Да не се слаби и што се гледат кожата. Мадам што имат различно мислење, знам. Кај шафиите постои едно мислење дека велет дека е дозволено и со прозирни чорапи, но тоа мислење не е исправно. Зашто не е исправно? Затоа што во времето на пратеникот салаллаху алейхи селем прво и прво немаше такви чорапи. Во времето на пратеникот салаллаху алейхи селем чорапите беа дебели и беа од кожа. Беа од кожа и беа дебели и беа чорапот треба да е оно што е топлит ногата. Знаеш, пратеникот салаллаху алейхи селем хадисот на Таубан, кога ги пратил на асхабите еден голем број од асхабите, серија, то серија се вика до 400 од војниците. Во една битка и таму беше многу ладно. И асхабите не знае уште не знае тие за прописот на месхот. И кога дојде пратеникот салаллаху алейхи селем почна да се жалет за студот таму, зашто требаше да ги миет нозете во тој студ. Пратеникот салаллаху алейхи селем што му рече ними? Доволно беше да триете по вашите чорапи. Тесахин, рече пратеникот салаллаху алейхи селем. Тесахин што е? Чорапи што го топлет ногата. Значи дебели чорапи и рече алел асаиб и по вашите турбани. Тоа ќе земиш за турбанот, прописите за турбанот ќе ги земиш во последниот дел што иде сега за месхот. И не само толку, но ќе објасниме, како што рековме, од оние 20 месели за месхот од она книгата што имам јас. Тука некои ги спомнавме сега, некои ќе ги спомниме понатаму, кога е човекот на пат, почвит со месхот овде, например, земат абдес и почвит со месхот овде, потоа патуват. Како се сметат сега? Се сметат кој човек таму кој ќе земат абдес, дали треба да земет абдес и да триет на чорапи 24 сата затоа што почна тој овде во својот град, потоа патувал, или пак треба да дозволен му е да земет мес како што е патник таму. Овие месели сите се ќе се објаснат после. Чорап на чорап, кога облекви бе. Како е валиден и исправен месхот над патики, над кондури, над чизми. Све овие ќе се објаснат подетално во идните дерсови. До овде, Allah да ве наградит за саборот. И мислам дека го имате сватено до негде. Кој нема сватено, сега има право да прашвит за оно што е објаснато сега. Не за оно што ќе објаснам во идните дерсови. Затоа јас ги оставам намерно меселите да не се мешат многу, зашто месот е интересантен. Месот е
интересантна тема, се додека брачата и сестрите не знаат уште за месхот. 40 години клањаат и пак уште истите месели ги прашаат од почеток. Затоа што не се интересираат да го учат меселето детално и да градит едно мислење. Многу е битно да градиш уште од почеток мислење. И со тоа мислење веќе го обожаваш на Аллах субхану ва таала. Ти прво бараш што е на исправното мислење, ти се кажуваат и поче за тоа не влегви во сомнежи. За шејтанот така сакат. Како оние што претеруваат со абдесот. Сомнежи му прави шејтанот, што му прави, изврши нужда таму и после се чистиш или не се чистиш. Тамам да земат абдес, а може да не се чистиш, пак од почеток. Значи овие се сомнежи што иблисот ги малтретираат на верниците во однос кога е со да го обожаваат на Аллах субхану ва таала. Може да некој го губити првиот текбир од овие везвеси. Зедов, не зедов. Ме фати овде водата или не ме фати овде водата? А чека, почеток, целиот абдес го понови. Ти еднош, ти си свесен човек. Аллах субхану ва таала ти има дајно мозок. Го изми рацете тука. Јасно ти е меселето, ги изми рацете, о човек, ги изми, водата сегде, не заврши за абдес, а може да чека на почеток, може да не ги... А ова веќе везвесе е. Овде му отвараш врата на шејтанот, да шепоти тој во твоите гради и ти не можеш никогаш после да го обожаваш на Аллах субхану ва таала на исправен начин. Некој оѓ земи абдес во џамија, намазот почит, овој тамам што идет на вратата, шејтанот еден везвесе рече таму во ногата не те фати водата, ајде пак назад. Имамот заврши првиот рекат. Тамам идет на вториот, а месхот може да не го зеде добро. Ајде назад, пак. И така останави 4 рекати му бег, овој без имам. После сам дали ќе клањати сам или не и уште ова, ки знае колку време ќе му земит, можда другото време од намазот ќе стигнит и овој уште земит абдес и се капит. Значи, Аллах субхану ва таала ова вера има правено лесно, не има правено толку. Еднаш го исполниш како што треба и готово. Без сомнежи веќе, нема сомнеж тука. Затоа реков, што рековме? За овие луѓе му велиме, намазот не ти е обавеза за тебе. Зашто ти си безумен. Значи безумениот ви имам кажано дека од условите, све услови што се спомнат е и да е што? И да разум. Овој е безумен, така велат учењаците. Овој веќе има станал безумен, се да му дојде разумот, овој не треба да клања. Зашто будалиот не е, за будалиот не е намазот. Намазот е за еден што е комплетен, како што треба. Затоа и за децата не е обавеза намазот се додека да стигне до кои години? 7 да се учат, после 10 да почнат да клањаат редовно. Allah najubo znajt. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.